По почетокот на Втората светска војна работел како началник на обласната хигиенска лабораторија, но активно бил вклучен во партизанското движење, помагајќи им на борците. Во 1943 година во неговиот дом бил формиран првиот народноослободителен одбор, а Несторов бил поставен за подпредседател на одборот. Поради неговите активности, Несторов бил уапсен и затворен во логорот Чучулигово во Бугарија. По издржувањето на казната, Несторов се вратил во Битола каде продолжил да работи како лекар. Бил избран за член на првото заседание на АСНОМ и бил поставен и за член на президиумот на АСНОМ. По ослободувањето продолжил да биде активен во политичкиот и општествениот живот. Во 1946 година бил именуван за министер за здравство, при што ја потпишал одлуката за отворање на медицинскиот факултет во Скопје. По разрешувањето на Методи Андонов Ченто, Несторов бил поставен на негово место и ја извршувал функцијата ВД председател на АСНОМ и сојузен министер за здравство. Од 30 декември 1947 година па се до 3 јануари 1951 година Несторов ја извршувал функцијата председател на Народното собрание на Народна република Македонија.